Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио. Претходно ги проследивме кратките вести во 9 часот и по оваа убава македонска песна продолжуваме понатаму со содржините во рано наутро. На 30 април во Штип ќе се одбележи Интернационалниот ден на џез музиката, а по тој повод имаме и денешен гостин со кого ќе зборуваме токму на оваа тема. Виден Лазарев, еден од организаторите на токму на овој настан. Добро утро и добро дојдовте во рано. Добро утро и до вас и до вашите гледачи. Така, еве како што кажав, на 30 април ќе се одбележи Интернационалниот ден на џез музиката. Најавена е многу богата програма. Еве да ни кажете што се ќе имаме на овој ден. Програмата ќе почне малку порано, во 17 часот. Ќе има неофицијален дел на програмата за од 21 часот да почне и официјалниот дел на програмата. Во неофицијалниот дел ќе имаме дечињата од Get Fit ќе настапат со своја точка. Ќе имаме омаж за Христо Крстевски. Во официјалниот дел ќе настапат Горан Гешовски трио, кој е еден од најпопуларните џез музичари, млади џез музичари моментално во Македонија. Има настапувано во Blue Note, тоа е најпопуларниот џез ланец на барови или ресторани, како сакате кажете го, во светот. Ќе настапува Equinox џез квартет, Гоце Мицанов, ќе настапува Зоран Костадиновски, Симон Киселички и Игор Величковски. За подоцна да се приклучат и Зоран Велковски, Филип Динев, кои се студенти на нас на академијата во Штип, на музичката академија. Така. И се надеваме дека ќе приредиме одлично шоу. Така, настанот започнува, како што кажавте, од 17 па се до 24 часот. Која е локацијата, на кое место ќе се одржи? Настанот ќе се одржи на платото пред Домот на културата, значи се одлучивме на ваков потек бидејќи денот е таков, велик ден е и пробуваме да ја доближиме џез музиката до луѓето. Таму ќе има голем проток на луѓе, така да затоа и се одлучивме таму. Така, вие сте, како што кажав, организатор, а кој се е друг вклучен во организацијата на овој настан? Константин Максимов ми е партнер во работата. Го организираме заедно веќе втора година поред. Настанот го организирам веќе 3 години. Значи првата година беше во Домот на младите, каде што организацијата беше одлична, како за прв пат. Меѓутоа, подоцна се одлучивме да го направиме настанот во еден кафе-бар и на крајот да се одлучиме да направиме самостоен настан. Еве, од претходните години, според вас, има ли заинтересираност за џез музиката? Џез музиката, интересот е се поголем. Тоа е, значи, перцепцијата е многу погрешна што ја имаат луѓето за џез музиката. Не мора да биде тоа цело време авангардна музика или нешто што не може да го пуштите дома и да го слушате додека го пиете утринското кафе или додека одмарате. Може да биде многу по-релаксирачки, опуштено и комерцијално. Значи, секоја година интересот расте. Така, еве, колку штипјани се љубители на џез музиката? Па, ако показател ги земеме претходните настани, можам да кажам дека се повеќе и повеќе ги има. Во текот на годината цело време организираме џез настани, меѓутоа ставаме акцент на Интернационалниот ден на џез музиката. Секој настан е доста посетен. Така да мислам дека интересот постои. Доста горе. Еве да позборуваме малку за овој правец на музика, за каков вид на музика станува збор. Да ги запознаеме со оглед на тоа што рано наутро емисија за сите генерации, па еве да позборуваме малку за џез музиката е најслободен правец на изразување на музичарите. Почнува во Нью Орлеанс, потоа се шири во Чикаго, Нью Йорк, секаде низ Америка, за подоцна да го опфати целиот свет. Значи почнува некаде во 1910 година, за подоцна да го земе својот дел и да се расшири секаде. Така, има ли доста џез музичари овде во Македонија, во Штип, кои што се бават со оваа музика?
Во Штип можеме да издвоиме неколку, значи Гоце Мицанов би го спомнал како главен Еден од најпознатите, така. Да, Зоран Казаков кој е во Швајцарија, Јован Самуников, тоа се од постарата фела. Горан Кавраков е еден од младите, можам да кажам дека меѓу најдобрите кои свират саксофон, свири со нокаут. Кирил Кузманов кој е во Грац, моментално Борислав Веселинов, тоа се се саксофонисти од класата на Гоце Мицанов кои се веќе докажани, другите ќе свират кај нас на настанот, меѓу кои Боро Шопов, Панче Гелев кој заврши на музичката академија во Штип и одличен гитарист, Филип Крстевски е професор во средното музичко училиште. Така да мислам дека имаме капацитет за джаз музика. Има ли еве од младите, од студентите интерес кон овој правец на музика? Секако дека има. Студентите, најмногу студенти се запишуваат на джаз академија, на джаз одсекот на музичката академија. Музичката академија е единствена во Македонија, джаз академијата е единствена во Македонија, така да тука се запишуваат сите. Значи гитаристи на ударни инструменти, джаз пијано, контрабас, овде е местото кај што го земаат своето школување. Така. Еве да ни кажете според вас колку на Штип, па и во источниот регион, колку му е потребно да се организираат вакви настани? Со оглед на тоа дека во времето во кое живееме е како да кажам, обседнато со фолк музиката, можам да кажам дека Штип се издвојува од другите градови во Источна Македонија. Кај нас културните настани се главни, значи нема многу фолк, туку едноставно повише се ориентираме на култура, што е и за поздрав. Имајќи во предвид дека джез настани има, само ние ги организираме во градот, покрај Јастиво джез фестивал, кој организира Дом на млади, мисливме дека е потребно да го одбележиме овој ден, кој е зададен како дата од УНЕСКО и Обединетите нации, и да направиме нешто за нашиот град, да го афирмираме повеќе. Така. Еве, од каде идејата да толку вие да се вклучите во организирањето на овој настан? Јас работам на музичката академија, не како музичар, како администрација, меѓутоа секојдневно сум во комуникација со професори, колеги кои ми се драги пријатели. Морам да го спомнам Сашо Поповски, Тони Китановски кој е декан моментално, Гоце Мицанов, Алекс Секуловски, во комуникација со нив. Пред 3 години правевме муабет, додека сум таму, зашто да не ги искористам джез музичарите, да направиме некој убав настан. И ми кажа, тоа беше април месец, ми кажа така и така, овој месец е месец на джез музиката, а завршува со интернационалниот ден на джез музиката. Зошто не направиш настан кој ќе биде во склоп на тој ден? Така и се одлучив, во Дом на млади организиравме еден преубав настан. Така, еве, веќе имате и промотивни материјали изработено, односно флаери. Каде се можете да ги добијат овие? Флаерите ги делиме на сите културни настани. Вчера имавме концерт во мултимедијалниот центар во економскиот факултет, каде настапија Тони Китановски, Ема Попивода и Петри Чеку. Така да на сите културни настани ги делиме овие флаери. Може да се сретнат низ градот некаде, има залепено постери. За повеќе информации можат да не побараат на Facebook и на Instagram. Значи имаме на Facebook е Jazz Day Македонија, а на Instagram е Jazz Day МК. Така, еве, колку според вас е важно да се промовира ваков настан во медиумите и пошироко? Значи, важноста е од огромно значење. Не само заради тоа што е джез музика и дека е неатрактивна култура, баш напротив, тоа е многу атрактивен правец, многу атрактивна култура е тоа. Неопходно е, бидејќи сметам дека град Штип заслужува поголемо внимание, град Штип
му е потребна култура и да го задржи приматот на град на културата во Македонија, бидејќи овде е и првата опера во Штип. Така. Освен овој интернационален ден на џез музиката, дали во текот на годината има вакви настани кои што се организираат, да зборуваме на ниво на Македонија? На ниво на Македонија, па можам да кажам дека скоро секој викенд во Скопје има џез настани, каде што настапуваат врвни музичари. Ние имавме прилика неколку пати да донесеме во Штип дел од тие музичари кои настапуваат во најголемите поп бендови, меѓутоа свират, нели, тие свират џез. Го донесовме професорот Гоце Стевковски, го донесовме Сале кој свири тромбон во Ревискиот оркестар на МРТВ. Неколку студенти кои се сега бруцуши, кои имаа прилика да настапат со своите професори, Кирил Кузманов. И значи низ Скопје главно шемата е низ неколку барови, меѓутоа можам да кажам дека таму секогаш треба да резервирате неколку дена однапред место за да можете да отидете. Да посетите наставно. Споменавте претходно дека и студентите од Музичката академија ќе се представат со своја точка, па еве да ни кажете колку студенти и со што се ќе се представат. Студентите од Музичката академија на Универзитетот Гоце Делчев е планирано да се представат, да го отворат настанот, бидејќи тоа највеќе би имало смисла. Нели, ние сме универзитетски град, Музичката академија можам да ја издвојам како хайлайт во културниот живот. Така е планот, значи ќе настапат 4 или 5 студенти. Тоа се комбинирани од конји, ударни инструменти, гитара, бас, клавиатури. Така, дали веќе имате најавено и посетители од страна? Имам најавено посетители од Скопје, од Кочани, очекувам гости од Струмица. Морам да кажам на гледачите кои можеби ќе сакаат да дојдат и да присуствуваат, дека пожелно е да резервираат своје место, ќе има капацитет кој ќе ги смести тие гости. Броевите се објавени на Facebook, така да слободно може да контактираат. Се е организирано веќе. Интересно е да се напомени дека ќе биде на отворено, нема да има влез, нема да се наплаќа, секој ќе може да дојде и да биде на овој настан. Настанот е слободен, значи се решивме на ваков чекор заради тоа што ја земавме во обзир моменталната ситуација на повеќето од луѓето, нема смисла да наплаќаме карта за нешто што секој треба да го види и затоа се одлучивме вака. И еден од најпознатите музичари и професори овде во Штип исто така ќе настапи, Гоце Мицанов, претходно го кажавме, па со која точка, со што се ќе се представи тоа? Требаше првично да настапи со својот бенд, меѓутоа се одлучивме заради тоа што имаме премногу. Имаме доста квалитетни музичари кои ќе настапат на настанот, меѓу кои и негови ученици. Така. Се одлучив на чекор во комуникација со него да настапи комбинирано со некој од гостите или од бендовите, бидејќи со сите тој многу добро се познава. Тоа е врвен музичар, значи нема средина каде не би се вклопил. Така. Видам, јас мислам дека од прилика кажавме се, доколку еве имаш нешто да надополниш, да кажеш токму за овој настан, еден совет за сите љубители на џез музиката, па и за оние кои што се уште не слушнале за џезот. Тоа што можам да го кажам на вашите гледачи е да слушаат џез музика. Така. Можам да ги поканам на настанот и мислам дека ќе го задржиме приматот и ќе го зацврстиме нашето место на град на културата. Така, се надеваме дека и времето ќе послужи, дека во петок ќе имаме и добро време за да во сабота да биде онака како што треба. Екипата на Канал Плюс телевизија секако дека ќе присуствува на настанот. Голема благодарност до вашата телевизија која излезе во пресред по не знам кој пат веќе и се представува како главен медиумски покровител на овој настан. Така, ти благодарам за твоето денешно гостување. Ви благодарам и на вас.
Почитувани гледачи, еве како што кажавме, 30 април, за сите љубители на џез музиката, слободно присуствувајте на овој настан, нема да зажалите. Во продолжение ќе направиме една кратка музичка пауза, веднаш потоа се враќаме во студио и продолжуваме со содржините се до 10 часот.